365 дена во годината зборуваме за безбедноста во сообраќајот, зборуваме и денеска на неколку дена пред новата година. Мој соговорник ова утро, како и секогаш, Дејан Андоновиќ. Дејан, добро утро. Добро утро. Како си утрово? Па еве магливо, како што можеме да видиме, така да, како велат нашиот народ, знае декември да биде студен. Како ја заокружуваме годинава? Научивме ли да бидеме побезбедни, да имаме сообраќајна култура? Сообраќајната култура е се уште на ниско ниво, но има се зголемува, да кажеме, има бележи некаков напредок, но многу е далеко од она што треба да биде. Јас повторно ќе кажам, културата во сообраќајот, сообраќајната култура се базира врз култура на еден народ, какви луѓе сме во приватниот живот, такви сме во сообраќајот, какви сме на работните места, какви навики имаме, тие навики ги ставаме и во сообраќајот, ги реализираме, така да сообраќајната култура и свеста кај учесниците во сообраќајот бележи напредок, но се уште е далеко од она што треба и сега се поставува прашањето колку е она што треба. Па треба онолку да не слушаме свирење на улици, да гледаме мал број на сообраќајни прекршоци, да гледаме да нема сообраќајни жртви од аспект на тоа и загинати и повредени, односно воопште настрадани лица. Тоа е сообраќајна култура, а ние секојдневно се движиме во сообраќајот и сме сведоци на некаква сообраќајна некултура. Секогаш се вели има и честни изузетоци, но во овој случај честни изузетоци се оние што се културни, а не некултурни. За жал ги спомена и ти, имаме многу жртви годинава. Многу жртви, ако зборуваме статистички, имаме намалување на бројот на жртвите. Ние секоја година практично за годината што измина, дури во февруари ќе ги имаме комплетно бројките колку има настрадани во последнава година, меѓутоа во 2020-та, меѓутоа според она што се последните информации до ноември годинава, за разлика од лани, имаме намалување. Значи годинава имаме 114 жртви со 109 сообраќајни несреќи, лани имавме 116 жртви со 110 ми се чини сообраќајни несреќи, не ме фаќате за збор, но имаме, бележиме статистички гледано намалување. Намалување статистички бележиме и во однос на претходниве 10 години, 15, колку што се прават овие статистики, но јас ќе повторам, тоа се бројки, секој еден живот е голема трагедија, и ние не сме задоволни. 0 жртви во сообраќајот е посакуваната бројка која сакаме да ја имаме и како Републички сојуз за безбедност во сообраќајот, но и како граѓани воопшто. Значи секој еден на жртва е на некој начин лоша статистика за една година. Да, за да патуваме безбедно треба да бидеме одговорни во сообраќајот. Да имаме висока свест, да имаме сообраќајна култура, да ги почитуваме пропишаните правила и прописи, пропишаната сообраќајна сигнализација. Сето тоа се вели сообраќајна култура. Да, новогодишната ноќ за неколку дена од сега апелираме. Јас споменав и на почетокот 365 дена во годината, меѓутоа особено можеби до помладите оваа порака. Треба и до постарите. Да. Не треба да ги делиме млади, стари, може да ги делиме кога се матури, можеме да ги делиме кога се некои такви работи, меѓутоа за новогодишната ноќ мораме да апелираме. Значи секоја година исто и можеби многумина ќе кажете аман веќе овие сведно исто, но ми се чини дека што почесто се зборува малци допира до граѓаните, затоа веројатно имаме некакво намалување. Да повториме дека за новогодишната ноќ или пиете и не возите или возите и не пиете. Алкохолот е првата работа која кај граѓаните нели во овие новогодишни и божички празници може би искушение за тоа што може да се случи не само на новогодишната ноќ, и пред новогодишната ноќ и по новогодишната ноќ, како и божичните празници. Исто така ние имаме зимска кампања, во таа ностоп апелираме граѓаните кои планираат да патуваат некаде да земат со себе и да ги почитуваат правилата и прописите, зимска опрема, да ги гледаат условите какви се временски, ако е лошо времето да не тргаат на пат, нека го одложат патот, да крајат на краиштата, најважно е да достигнете безбедно. Ако не можете да стигнете безбедно на посакуваната дестинација, немојте да не тргате. Техничката исправност на возилата е исто така, не тргајте на пат доколку немате проверено антифриз, улје, да имате зимски гуми или доколку ги немате зимските, да имате летни гуми со синџири. Значи сето тоа се некои работи кои ги повторуваме секоја година нон-стоп и верувам дека граѓаните конечно ќе разберат колку е сериозно се ова што го зборуваме и колка ви може да бидат последиците доколку ова се игнорира и се избегне и се обиде некој нели по
полесниот пат да се обиде да реализира нешто. Значи мораме да ги почитуваме пропишаните правила. Да, и уште еднаш потсетуваме без петарди, без алкохол ако возиме, петардите не се и сообраќај. задолжителна да посетиме се, разбира, затоа што нели ни доаѓа новогодишната ноќ и споменети без зимска опрема никако на пат. Па тоа е сега високата свест, тоа е подигањето на јавната свест кај граѓаните во сообраќајот. Зарем треба да им кажеме дека не треба да пијат ако возат, зарем треба да им кажеме дека ако има магла, мраз, снег, да тргаат на пат и чујат по медиумите дека некаде има одрони, дека треба да тргаат на пат по секоја цена. Тоа е јавната свест, тука се гледа свеста кај граѓаните. Доколку сите ние тргнеме од себе на овие празници, еве нека видат по кој знае кој пат повод. Да тргнеме од овие празници, да кажеме, добре, ја нема да возам вечер, бидејќи ќе прославувам, или ја вечер нема да пијам затоа што треба да возам, или ќе одложам пат доколку стварно временските услови се такви. Тоа е јавна свест, тоа е сообраќајна култура и така сте спасиле многу животи со вашето одговорно однесување. Јан ти благодарам многу на одвоеното време, на целата оваа година, бидејќи имаме одлична соработка и низ годините се разбира, и наредната година да соработуваме уште повеќе, меѓутоа да има поголема совраќајна култура. Да се благодарам на вас, на сите медиуми, особено на македонската телевизија, голем поддржувачи на нашите кампањи. За сите овие цела година кои ги имаме, а имаме разни кампањи во зависност од календарот на активности, имаме голема поддршка од вас и верувам дека вие сте едни од тие што помагате да се намали оваа бројка на жртви во совраќајни. Благодарам уште еднаш, се гледаме во наредната година. Гледаме се. Студио.